Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Добро дојдовте во уште една емисија Поента, предпоследна емисија во оваа 2015 година. Денешниот работен наслов на емисијата е 2015 година на политичката деструкција, во која, како што редовно се прави секогаш на крајот од годината, ќе се осврнам на најзначајните настани што на политички план ја одбележа ова 2015 година. Нешто повеќе од една недели до новата 2016 година. Како што е вообичаено на крајот на секоја година се сумираат резултатите, но се сумираат и слабостите во функционирањето на земјата на секој план: политички, правен, економски, социјален, културен, образовен и така натаму, а се во функција на извлекување поуки за годината што доаѓа, но и за оние години што следат потоа. Јас сум секогаш приврзаник на размислувањето дека поуките што ги извлекуваме во животот не треба да ги гледаме како листопадни дрва, затоа што ниту една поука во животот не смее да биде за еднократна употреба, посебно не оние што сме ги извлекле од нашите лични негативни искуства кои сме ги доживеале на наша кожа. А во оваа година што изминува, токму овие негативни политички искуства беа доминантни и би рекла оставија силна трага врз нашата колективна македонска меморија. На политички план 2015 година ќе остане запаметена, како што кажа, во колективната македонска меморија како година во која опозицијата нанесе сериозни штети на уставно-правниот и на политичкиот систем во земјата. Правно и политички го издеформира системот, секогаш велам до состојба на непрепознавање. Опозицијата ќе остане запаметена по практикување вистински уставно-правен јавашлук, кој искреира една серија на противуставни елементи во системот за кој што многу пати досега говорев, меѓутоа сега, бидејќи е крај на годината, редно е да се потсетиме и да направиме една ретроспектива на овие противуставни елементи. Рекапитулацијата на овогодинешните политички настани, како секако продолжение на настаните од 2014 година, бидејќи сите политички настани кои што ги доживеавме оваа 2015 година се директно поврзани со настаните, ако сакате, од 2012 навака. Самата рекапитулација, значи, манифестира состојби на едно фрапантно изместување на Уставот од своето основно тежиште, преку креирање и толерирање на паралелни уставни категории, што сериозно го нарушуваат кредибилитетот и легитимитетот на македонската држава како правна држава. Во наводната опозицијска борба за демократија и за слобода, за враќање на владењето на правото и на правната држава, всушност се крие целата беда на оваа борба, целата беда на опозицијската стратегија. Бедата се состои во тоа што со употреба на незаконски прислушувани материјали и со бројни други незаконски активности, но и процеси и действија, со класична уцена врз политичарите од власта, со невидено политичко лицемерие кон државата и кон сопствениот народ, опозицијата глуми наводен борец за правна држава, борец за демократија и за владење на правото. Првото и основно правило во политиката е дека вистинската борба за демократија не може да се води со користење на недемократски или антидемократски методи и средства. Второто правило е дека примената на недемократските средства може само да го уназади, а не да го унапреди системот. Третото правило е дека демократски и легитимна власт, како и демократски и легитимна опозиција, не може да се добие на ниту еден друг начин, освен преку изборно соочување на политичките партии и конечно освојување на власта или
на местото опозиција преку изборното соочување, но и преку изборните резултати кои што ги кажува на крајот народот, односно гласачите. Четвртото правило е дека евентуалната спорност на изборните резултати се докажува низ правните механизми во системот, низ правните механизми, но и процеси кои што се остваруваат во рамките на изборната администрација, како и во рамките на судовите, а не на улица и не со форми и методи на уцена од типот на онаа што ја направи, од типот на онаа што ја прави подземјето. Бидејќи само подземјето се служи со уцени и со одредени форми на притисоци, но и заплашувања, доколку сака да оствари нешто во своја корист или во свој интерес. Петото правило е дека ако народот политички не те почитува и ако не ти дава изборна доверба, тогаш проблемот дефинитивно не е во него, туку во тој што не верува во она што представува одлука на народот. Оттаму шестото правило е дека народот никогаш не греши, без разлика што тоа на политичките партии не им одговара. Расипаната и деструктивна политичка игра СДСМ ја започна во 2014 година, фактички на денот на одржувањето на предвремените парламентарни и председателски избори, кога се сеќаваме нивниот лидер, веднаш по затварањето на избирачките места во 19 часот, излеза на пресконференција и ги прогласи изборните резултати, особено оние парламентарните, меѓутоа секако дека не им се бендисаа ниту председателските, ги прогласи тие изборни резултати за нелегитимни. Со ниту еден поднесен приговор до Државната изборна комисија, во кој нели ќе ги посочеа сите оние изборни нерегуларности за кои што цело време зборуваа, СДСМ и останатите опозицијски сателити ја почнаа наводната борба за демократија. Без правно да ги докажат наводните сериозни изборни нерегуларности, што е најнормална демократска алатка и стандард согласно законите и уставот, но и согласно меѓународното и европското изборно право, тие отворено ги започнаа процесите на антисистемската борба, што впрочем ги гледавме цела 2015 година. Процесите на делегитимирање на сите институции во земјата фактички беше првиот видлив чекор во стратегијата на СДСМ за комплетно демонтирање на државата по сите основи. Партиската одлука за вонинституционално делување на опозицијските избрани пратеници, со исклучок на трите пратенички што се одважија да се вратат во собранието и да ги застапуваат интересите на граѓаните и покрај огромниот политички притисок што им го направи раководството на СДСМ да не го направа тоа, сушност беше вториот чекор во таа стратегија на СДСМ за антисистемска борба. Противуставниот начин на поднесување на оставки од пратеничката функција, како и земањето пратеничка плата 16 месеци без ниту еден ден поминат на работа, всушност го третирам како трет чекор од тоа деструктивно сценарио на раководството на СДСМ. Фактички преку овие чекори се дојде до таа изнудена и вештачки искреирана политичка криза во земјата, која имаше за цел повеќе свртување на вниманието на меѓународната заедница врз состојбите во Македонија, но голем удел имаше и потребата на актуелното раководство на СДСМ да го дефокусира вниманието на членството, меѓутоа и на граѓаните во Република Македонија од изборниот пораз кој го доживеа на изборите 2014 година. Секако согласно демократскиот принцип, требаше да следува колективна оставка и колективно повлекување на сите оние кои што доживеа таков изборен дебакл, но наместо тоа, наместо колективна оставка и колективно повлекување, тие се вратија, односно постојното раководство се врати со уште подеструктивна енергија и започна уште подеструктивна борба на политички план. Значи, наместо оставка, како што бива, демократски и согласно сите нормални стандарди, лидерот на СДСМ фактички ја заложи и сопствената држава во вид или во форма на една наметната партија покер. И сега имаме од друга страна
имаме потреба од брзо потезно решавање на покерот. За жал, наместо да се одбере стратегијата на брзо потезно завршување на покерот, да се знае што требаше да се случи, наместо тоа, владеачката партија одлучи да прифати долги и мачни сеанси на политички преговарања и партиски тактизирања. И знаеме дека речиси половина од пролета, цело лето и дел од есента бевме сведоци на такви мачни политички преговарања, кои што се случува во клубот на пратениците во најголем дел, меѓутоа и во резиденцијата на амбасадорот Иво Орав. Секако тие политички преговарања кои навистина беа мачни да се гледаат и да се слушаат, доведоа до потпишување на договорот од Пржино, јас викам прв и втор дел, но доведоа и до еден пакет на политички документи, бидејќи не се работи за правни документи, туку политички документи од Брисел, како услов за откочување на процесите на интеграција на Република Македонија во Европската Унија. За договорот од Пржино зборував многу, меѓутоа повторно би сакала на крајот на годината да потенцирам дека токму овој договор ги внесе бројните противуставни елементи во системот. По принципот од две зла одбери го помалото, политичките партии се согласија на деформирање на уставно-политичкиот систем на Република Македонија како помало зло, наспроти ставот на народот дека од две зла не се бира ниту едно, бидејќи злото е зло и не заслужува да биде избрано. Како и да е, значи, се потпиша договорот од Пржино и започна да следат сите оние процеси кои беа ветени во договорот од Пржино. Па имаме комично враќање на опозицијските пратеници во собранието, кои што нели претходно противуставно поднесоа неотповикливи оставки до архивата на собранието на Република Македонија. И сега зошто велам комично враќање? Затоа што ако дадеш неотповиклива оставка, нема што да се враќаш, бидејќи таа оставка не повлекува или не содржи враќање на тие пратеници. Она што требаше да се направи е да се иде по партиската листа на редните пратеници кои доаѓаат на ред, да дојдат на пратеничкото место и тие да ги репрезентираат интересите на опозицијата. Наместо тоа, имаме фактички погазување на неотповикливите оставки на постојните пратеници, кои што сега се вратени во собранието, што фактички ја отвори сезоната на небулозни и уставно-правно неиздржани решенија. Посебно комично би рекла е она формулација влада за организирање избори, како вид преодна влада, на која што потрошивме исто така половина година, убедувајќи се дека преодната влада е противуставно решение. Но како и да е, повторно ќе кажам, под притисок, под меѓународен притисок и така натаму се прифати таа формулација, така што сега преодната влада ни е содржана во Законот за организирање на влада, исто така ја имаме и во самиот изборен законник, како дел од договорот од Пржино. Таа е веќе преточена во законите, но е најконкретното противуставно решение, заедно со оние дополнителни заменици министри, кои што исто така се непозната категорија во Уставот, а да не зборуваме за правото на вето на овие заменици во рамките на системот, кои што се исто така непозната категорија во Уставот. Како нус производ од овие противуставни решенија, практично се создаде најголемата правна и политичка нелогичност. Па така денес имаме состојба во која СДСМ едновремено и власт и едновремено и опозиција во политичкиот систем на Република Македонија. Имаме практично таква уставна нелогичност да партијата која што себе си се дефинира како опозицијска, едновремено, зависно од нормално партиските и личните интереси на неколкумина таму, едновремено и риба, но и девојка. Оваа партија едновремено глуми и маж и жена во исто време.
Да не зборуваме за специјалното обвинителство кое што нели посебно сега е топ тема и топ предмет на топ интерес, кое што исто така е противуставна категорија, за кое што исто така сум зборувала во неколку претходни емисии. Воспоставувањето на ова специјално обвинителство целосно отстапува од уставно загарантираниот единствен концепт на јавното обвинителство во Република Македонија, бидејќи е поставено во системот како паралелно јавно обвинителство, кое што паралелно работи заедно со редовното јавно обвинителство, како што кажав, Уставот гарантира единствен концепт на јавно обвинителство, што значи единствен сет на органи треба да го извршува, извршува јавно обвинителската функција. Практично со посебниот закон кој што се донесе, популарен како закон за специјално обвинителство, се легализираше двојноста на јавно обвинителската функција, но и на јавно обвинителскиот систем на земјата, повторно ќе кажам, спротивно на Уставот. Од друга страна и самиот избор на специјалната јавна обвинителка ќе остане запаметен како правен преседан за себе и по себе, бидејќи основното начело на работа на обвинителите и на судовите е начелото на политичка непристрасност, но и политичка независност. Во нашиот случај, специјалната обвинителка требаше да помине низ условно партиските филтри на 4 највлијателни политички партии кои фактички беа вклучени во процесот на договарање и процесот на креирање на договорот од Пржино. И исто така надвор од сите оние процедури кои што се познати за јавно обвинителската функција. Значи надвор од јавен оглас и сите оние процедури кои што се познати и се предвидени во Законот за јавно обвинителство. За почетокот на работата на специјалната обвинителка и да не зборуваме, бидејќи посебно во овој период е тоа актуелно прашање и веќе на сите ни е јасно. Самото толерирање на законското кршење на сите рокови во кои лидерот на СДСМ беше должен да ги достави незаконски стекнатите прислушувани материјали е всушност прв голем минус кој што и се припишува на контото на специјалната обвинителка, но и на незиниот тим. Од друга страна и самото незино молчење отвора еден длабок граѓански сомнеж во однос на незината пристрасност, односно непристрасност. Од друга страна да не зборуваме за различните изјави на господинот Заев во врска со бројот на незаконски прислушуваните разговори што тој ги поседува и што тој според вчерашната изјава вели дека единствено знае колку такви прислушувани материјали има и каква е нивната содржина. Замислете, во наводници шерифот Заев, без око да му трепне и без никаква правна и морална одговорност, јавно соопштува дека располага со 600.000 незаконски прислушувани материјали. Замислете, 600.000 незаконски прислушувани материјали и дека не државата Република Македонија, туку СДСМ има капацитети да ги чува овие материјали. Овде ќе направиме кратка пауза. Останете со нас. Се враќаме за неколку минути. Да, одиме понатаму со темата која што фактички е продолжение на она што представува граѓански сомнеж околу работата на специјалната јавна обвинителка. Барем досега таа не направи нешто да го трнеме тој граѓански сомнеж околу незината непристрасност. Заради тоа што факт е дека се уште незаконски прислушуваните материјали се наоѓаат во депото на СДСМ и покрај тоа што не знаеме како точно се чуваат овие материјали. И понатака лидерот Заев излегува со изјави дека само тој знае што точно има во тие материјали и само тој може да ги чува овие материјали. Испаѓа дека господинот Заев повеќе од сите нас како граѓани на Република Македонија е нешто како надграѓанин или надчовек.
За сите нас важат законите и уставот на земјата. За сите нас постои обврска да бидеме лојални, одговорни граѓани. Нели имаме обврска да го почитуваме правниот систем, да почитуваме политички систем, да живееме во согласно со правото, наедноставно кажано. Само господинот Заев ја има таа ексклузивна можност да е над правото и да биде над уставот и над законите. Интересно е како може да се свати поинаку оваа нивна привилегирана позиција, освен како една позиција на држење на заложништво на целиот народ и на целата држава. Бидејќи лидерот на СДСМ и неколкумина во партиското раководство навистина се представуваат и навистина делуваат како чеда Божи, како чеда кои што се не граѓани или обични на Република Македонија, туку како да се надграѓани, како да се креатори на некое посилно право од она што важи во Република Македонија. Како е можно за некој, па нека и партиски лидер, да не важи правото за него, а од друга страна цело време да се повикува на правото, на принципот на владење на правото, на почитување на уставот и на законите и на некаква демократија. Факт е дека, согласно изјавата на Заев, тој поседува 600.000 незаконски прислушувани телефонски разговори. Станува збор за можни телефонски разговори од секого од нас. Кај што се става над законите во земјава, Заев секојдневно излегува во јавноста со информација дека тој ги чува овие материјали кај него и покрај тоа што има обврска да ги предаде тие материјали на надлежна институција. Интересно е што тој смета дека само тој има можност и има капацитет да ги чува овие материјали, а иако денеска гледаме дека е сосема друга состојбата со избивањето на мега скандалот Фабрика за афери. Па еве и да е така, да кажеме дека Заев навистина има капацитет да ги чува прислушуваните материјали, иако ова е невидена глупост и невиден преседан. Кој е тој Заев да може да ги знае приватните разговори на македонските граѓани? Како се дрзнува тој воопшто да навлегува во приватните разговори на 600, можеби 1000, нели, македонски граѓани во кои што сите ние сме можни жртви на ова прислушување, на оваа незаконска активност. Не можам да разберам како може еден политичар кој што се занимава сериозно со политика да мисли дека има од Бога дадено право да не држи нас, сите граѓани, цела држава, во некаква заложничка драма и само тој да одлучува за судбината на граѓаните. Станува збор за поседување на материјали што имаат приватна природа, значи имаат приватен карактер. Како граѓаните да знаат дали нивните разговори ги слушал Заев, или можеби цело партиско раководство, или можеби цело пошироко членство на партијата, и како едноставно тие граѓани да си ги заштитат своите лични неприкосновени права, кои што имаат право да се ги заштитат согласно уставот и сите европски и меѓународни документи за заштита на нивните права, кога практично Заев е тој што ги држи во посет овие материјали и врши малтане класична уцена на сите граѓани, па да не зборувам за политичарите, дека можат да бидат презентирани во јавноста и дека со тоа фактички може да се направи лична и секаква друга морална дискредитација на граѓани. Фактички мокта што Заев ја има во рацете преку злоупотребата на незаконски прислушуваните материјали за политички цели, но и за политички интереси, не е само кривично дело. Факт е, многу пати сме зборувале дека согласно кривичниот законник, ова е класично кривично дело и злоупотреба на кривичниот законник и станува збор за повреда на казненото право, но едновремено дава една
политичка нота на едно невидено безобразие, на чин на отсуство на минимум политичка одговорност, да не зборуваме за правна одговорност, и употреба на овој политички воајеризам како единствено средство да се дојде на власт, како единствен начин како да се наметнеш со уцена, со закана и со подземни методи, да се наметнеш врз граѓаните и да дојдеш да ги јавнеш условно институциите на власта. Во цела оваа приказна не можам да ја одвојам и работата на специјалното јавно обвинителство, затоа што кажав дека исклучително симптоматична е работата на специјалната обвинителка, која дозволува рушење на сите законски рокови, но и на рокот утврден во договорот од Пржино за предавање на овие прислушувани материјали, во кој фактички договорот и законите укажуваат на тоа дека СДСМ се обврзани да ги достават овие незаконски прислушувани материјали, но и специјалната обвинителка исто така е законски обврзана да ги побара материјалите на правен начин со официјални дописи од страна на лидерот на СДСМ. Погазувањето на законот во овој дел дополнително го внесува и овој орган во шемата на СДСМ. Како е можно специјалната обвинителка повеќе од 2 месеца од денот на незиното формирање да не испрати официјален допис до СДСМ со кој ќе ги побара овие материјали, ако се знае дека таа е формирана за да ги истражи токму тие материјали? Таа е формирана не за друго, туку да ги истражи материјалите кои што се добиени на незаконски начин. И покрај тоа што имаше одредени изјави дека наводно тоа ќе биде направено оваа недела, до сега специјалното обвинителство го нема испратено тој допис, односно ги нема побарано материјалите од СДСМ. Наспроти непочитувањето на овие законски обврски, специјалната обвинителка се занимава со разгледување на предмети кои не и се во директна надлежност, како што се прислушуваните материјали. Таа секојдневно се занимава со разгледување дополнителни материјали, надвор од оние што и се точно стриктно утврдени во законот, и самата преоценува кои предмети ќе ги земе за натамошно постапување, а кои не. Како е можно работата на специјалната обвинителка да се поврзува со вид граѓанска желботека? Па секој против кого е поведена кривична постапка да може преку медиумите да испорачува своји желби до господја Катица, а таа или незините служби да не реагираат на тоа. Имам обврска да направам кратка пауза, но вие секако останете со фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со емисијата Поента. Секако не може да се прескокне или да се занемари мега скандалот што денеска го објави порталот Прес 24, но предпоставувам и сите медиуми во Република Македонија, дека преку 70.000 незаконски снимени разговори се пронајдени кај осомничените во случајот Фабрика за афери. Ова во контекст на тоа што господинот Заев постојано тврди и на пресконференции, кога дава изјави и на интервјуа, дека само тој ги поседува овие прислушувани материјали, но сега денеска во рамките на овој мега скандал се гледа дека не само што не е така, туку дека едноставно тој лажно не уверувал и лажно е уверувал јавноста дека тој ја има под контрола целава работа. Всушност, како стојат работите во реалноста или на дело? Според изворите од истрагата до кои дошле од порталот, меѓутоа врз основа на полициски извори, фајловите со незаконски снимените материјали биле складирани на еден од надворешните хард дискови во посебен фолдер именуван како СДСМ Заев. Фолдерот според пишувањата на порталот бил креиран во септември месец 2015 година, односно по подпишувањето на договорот од Пржино, бидејќи договорот е склучен летото. Значи и покрај тоа што постои обврска од страна на лидерот да ги чува овие материјали, односно да ги предаде со формирањето на специјалното јавно обвинителство,
и покрај тоа што тој ставил подпис на овој договор, лидерот на СДСМ не само што не ги предаде сите незаконски прислушувани материјали, туку гледаме дека тие материјали одат и на други места, односно и на други се даваат и на други лица и други извори. Сите разговори се незаконски снимани, тоа потврдува истрагата, и се разговори на македонски политичари, а од комуникациите што се досега проверени, постојат индиции дека имало намера истите да бидат продавани во други држави, што значи дека идејата е од други држави да бидат пласирани во Република Македонија, со цел нели да им се помогне на СДСМ во предизборната кампања, како информации кои ќе дискредитираат власта, односно ќе ги дискредитираат владеачките партии. Впрочем, како што и самиот Зоран Божиновски се пофали, велат од порталот Прес 24, кој во моментов се бара со потерница за случајот шпион и нему му биле доставени дел од снимените незаконски материјали. Од досегашната истрага е потврдено дека освен министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во контакт со првоосомничениот од криминалната група Захир Бекири или викан Чауш, бил е лидерот на СДСМ господинот Заев, и според сознанијата од истрагата, двајцата имале средби во седиштето на партијата. Со овие нови моменти во истрагата фабрика за афери на СДСМ станува повеќе од јасно зошто Заев одлучил да не го почитува договорот од пржина и да ги прекрши законите со непредавање на овие прислушувани материјали. Интересна е изјавата и на заменик министерот во МВР господинот Чавков, според кого постојат сериозни индиции дека субјектите што се вмешани во оваа најнова афера се всушност познати не само локално во Република Македонија, туку и транснационално. Според Чавков постојат индиции дека овие лица се вклучени во транснационален криминал поврзан со фалсификување на документи. Според зборовите на заменик министерот, кај овие лица се најдени многу фалсификувани документи за идентитет, па најверојатно во текот на истрагата ќе се утврдат уште многу нови сознанија кои очигледно ќе ја потресат политичката, меѓутоа и пошироката јавност во Република Македонија, а се разбира и меѓународната заедница. Она што е интересно во целиот овој случај, ако може да се каже дека нешто е интересно, ако не е трагично, е што идентични машини кои што можеа да се видат на снимките објавени во Фокус пред само една година, кога нели беше објавена наводната афера за фалсификуваните пасоши, вакви идентични машини заплени полицијата во акција за разбивање на фалсификаторската група. И како што дознава порталот Прес 24 од извори на истрагата, изгледот на машините е буквално идентичен со оние што Фокус ги објави, сакајќи да создаде сторија или приказна во која како одговорна за незаконското печатење на документите ќе ја обвини директно власта. Полицијата има запленето и други материјали кои што нели се помошни материјали за изработка на фалсификувани документи, како што се 3 секачи, една преса, апарат за обработка на пластика, различни видови хартија, налепници и печати од повеќе правни лица. Исто така полицијата одземала повеќе компјутери и голем број надворешни хард дискови, а во еден од компјутерите се пронајдени 520 подготовки во Corel програма за лични карти, што требало да бидат фалсификувани секако по наредба. Одземени се од страна на полицијата и повеќе лазерски принтери и листови од разни банкарски свифтови, што требало да бидат употребени за фалсификување и фабрикување на афери. Она што секако ја зачудило полицијата е што при претресот кај еден од осомничените биле пронајдени 78 заштитни елеци познати како панцири, за која намера нели им биле панцирите и дали претходно некаде биле употребени, дополнително треба да се дознае од органите на истрагата. Несомнено е дека од сите овие информации што се достапни,
Ова е навистина еден мега скандал, што итно мора да се расчисти, да се види кој се е вмешан во него, за кои цели е направена цела во оваа фабрика, од кои мотиви и секако под чие покровителство, односно под чие менторство одела целава оваа афера. Несомнено, аферава ќе расчисти многу други дилеми, посебно дилеми што ги отворивме и што ги дискутиравме целиот овој период, а секако ќе расчисти многу актуелни прашања кои што се поврзани со политичката состојба во земјата. Овде ќе направам мала пауза за реклами и останете со последниот блок, уште 5 минути до крајот на емисијата, останете со нас. Наредните минути кои што остануваат до крајот на емисијата, сакам да ги посветам на една тема која што исклучително е важна, пред се би рекла во општествена смисла, меѓутоа секако и во правна смисла. Од неколкуте теми кои што се мислев да ги обработам во оваа емисија, мислам дека оваа посебно ме бендиса, затоа што се работи за тема која што сигурна сум дека кај да ќе стресе и Република Македонија под влијание на Европа. Именно неделата што измина ќе остане запаметена по референдумот во Словенија, во кој словенците по втор пат им рекоа не на геј браковите и посвојувањето деца од страна на сопружниците во геј браковите. На референдум граѓаните на Република Словенија го отфрлија законот со кој на истополовите парови би им се овозможило склопување на граѓански бракови и што е уште подраматично посвојување на деца. Овој референдум во Словенија беше наречен историски, бидејќи со него се продолжува вековната традиција на словенците да озаконуваат граѓански бракови на еден маж и на една жена. Според информациите од Словенечката изборна комисија, убедливи 63,5% од избирачите гласале против озаконувањето на геј браковите, што биле повеќе од доволни гласови, бидејќи за отфрлање на законот биле доволни 342.000 гласа, а на референдумот гласале против 391.818 гласачи. Според правилата за референдум, 20% од вкупниот број гласачи со право на глас треба да се изјаснат против законот за да може истиот да биде отфрлен. За законот гласале 36,71% од гласачите, односно речиси половина помалку гласачи од оние што гласале против законот. Овие резултати значат дека словенечкиот парламент и словенечката влада нема да можат да се изјаснат за слично законско решение и до година, односно наредната година, со што значи дека словенците се изјаснија за тоа бракот да не може да се дефинира како заедница на две лица, туку исклучиво како заедница на маж и жена. Исто така се изјаснија против склучување на брак на геј парови, но и право да може да посвојуваат деца. Парламентот во Словенија во март оваа година усвои закон со кој дефиницијата на бракот беше променета во заедница на две лица наместо заедница на маж и жена, со што фактички хомосексуалните парови добија исти права како и хетеросексуалните, вклучувајќи го и правото да посвојуваат деца. Меѓутоа, противниците на овој закон, собрани во групата Децата се во прашање, веднаш вложија жалба до Уставниот суд на Република Словенија и поведоа кампања со која успеа да соберат 40.000 потписи кои беа неопходни за одржување на референдумот. Да подсетам дека и во Република Македонија имаше обид да на уставен начин се дефинира бракот како заедница на само еден маж и само една жена, во насока на заштита на традиционалното семејство, но и во насока на заштита на правата на децата во рамките на семејството. И покрај фактот што опозицијата не прифати да се врати во собранието и да учествува во дебатата за промена на уставот, сепак стои чувството дека намерите да се протнат законските решенија од овој вид како во Словенија нема да успеат и во Република Македонија. Од повеќе причини. Пред се од традиционални, но и од потребата да се заштити државата од така наречената бела чума,
односно заради водење на позитивна популациона и политика на зголемување на наталитетот во Република Македонија, кои што како политики се доминантни сваќања на владеачката ВМРО ДПМН, но се и доминантни сваќања кај мнозинството граѓани во земјата, така што овие и вакви обиди за протнување на легализација на геј браковите, а посебно за посвојување на деца од страна на партнерите во тие геј бракови, нема да вродат со плод во Република Македонија, ниту пак можат да бидат успешни во еден подолг временски период. Јас би сакала во овие наредни 3 до 4 минути само да подсетам на уставните предлог решенија кои што беа доставени и во собраниска процедура, за кои што се водеа и дебати за промена на уставот во функција на тоа да се би рекла утврди формулација на брак или дефиниција на брак како заедница на еден маж и на една жена. Семејството, бракот, посебно мајчинството, татковството, грижата за децата се мислам најважна морална обврска, но и најважна обврска на државата, за заштита на државата. Бракот како заедница е соочен со бројни предизвици во современото време, кои главно доаѓаат од, би рекла, од развиениот запад во наводници. Обидите за негово редефинирање, деинституционализација и негова постепена маргинализација се присутни. Меѓутоа, мислам дека мнозинството граѓани во Република Македонија не се согласуваат со овие нови трендови во делот на браковите и посебно не во делот на усвојување нови правила за посвојување на деца. Ова е особено важно ако се има во предвид дека бракот има огромен ефект врз односите во семејството, огромен ефект врз самите сопружници, но и врз децата, а со самото тоа и врз целото општество и врз вкупните состојби во општеството. Бракот дефинитивно треба да биде уставна категорија, дефинирана како заедница меѓу маж и жена. Целта на бракот е секако одржување на една емоционална, духовна, физичка, но и материјална заедница на мажот и жената како сопруг и сопруга во една цврста и стабилна меѓусебна заедница базирана врз принципите на рамноправност, принципите на доверба и взаемна почит, секако помагање, разбирање, што како предности се пренесуваат и на идните поколенија во согласно со правните прописи на државата. Бракот секако треба да остане и понатака заедница меѓу маж и жена, затоа што тоа е составен дел на човечката историја, представува една константа и, ја би рекла, многу вековна традиција на овие простори. И несомнено дека бракот е еден од основните столбови на општеството, а децата кои што живеат во нормално семејство и нормален брак се исто така основни столбови на општеството. Поради исклучителната улога и значење што ја имал бракот во развојот на општеството, оваа форма на брак останува исклучително значајна правна врска, поврзана со бројни други морални, етички и верски начела на сите религии кои што постојат во Република Македонија, а сите религии секако го определуваат бракот како заедница меѓу еден маж и една жена. Со оглед на тоа дека мораме да ја прекинеме овде емисијата, има нормално уште многу што да се каже. Имам само законска обврска да презентирам дека фактички емисијата Поента се емитува на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник и водител на емисијата. Денеска е 22 декември 2015 година. Навистина ви благодарам на довербата. Секако јас тука ќе се одјавам, меѓутоа вие останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија и до слушање наредниот вторник, последен од оваа година, 2015 година, во која што исто така ќе се занимаваме со теми кои одбележа оваа 2015 година. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева.
Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живеење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна.